6 месеци по покачувањето на износот на минимална плата од 10 на 12.000 денари, неколку кожарски компании веќе ставија клуч на врата. Ова е резултат на незаинтересираноста на државата за проблемите со кои се соочува бизнис секторот, па иако беше ветена финансиска помош на трудоинтензивните гранки, истата никогаш не беше исплатена, тврдат од Организацијата на работодавачи. Владата не убедуваше дека ова ќе се компензира со одредена финанска помош за исплата на минималната плата, која до душа ја предвиде во буџетот за 2018 година и 2017 година, но за жал тоа предвидување не се оствари. Изостанало и ветувањето да се компензира дел од порастот на бруто платите на работниците. Значи работници кои имаат нето плата од 12 до 18.000 денари, за секторите кои се трудоинтензивни, а најдовме критериум кои се трудоинтензивни, она му кај што платите на работници учествуваат повеќе од 50% од купните расходи на фирмата. Ги случевме компаниите кои се монополи и кои имаат големи добивки. На тој начин ќе беа офатени само околу 50.000 работници во Македонија. Но, за жал, ги договоривме критериумите со Министерството финансии, но од владата се уште немаме позитивни. Според Организацијата на работодавачи, од предвидените 6 милиони евра за поддршка на компаниите за воведување на повисока минимална плата, потрошени се одва и 600.000. Желбата да се тоа поедностави преку автоматска пресметка, преку МПИН податоците во Министерството за финансии, тоест во Управа за јавни приходи, предизвика одредени непредвидени работи. Тоа значи дека се исклучија работниците кои немале работни часови во јануари, февруари, март. Значи работничките кај нас кои во февруари отишле на боловање, автоматски беа исклучени од финанската помош. Луѓето што сме ги вработеле во месец февруари, март исто така беа исклучени од финанска помош. Концептот на минимална плата во Македонија е воведен во јануари 2012-та, но нискодоходовните компании имаа период на прилагодување. Од септември минатата година платата се зголеми на 12.000 денари за сите гранки. Ова во текстилната и кожарската индустрија значеше покачување на платите за околу 25%, нешто на што работодавачите реагираа уште во самиот старт.